Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во ова понеделничко отворено студио 1. Како што ќе стане пракса од денеска, јас и заедно со мојот колега Владко Чаловски во овој прв дел предпладневен, па и попладневен од отвореното студио 1, ќе се дружиме заедно, ќе се обидеме да привлечеме што поатрактивни гости и секако да го задржиме вашето внимание, но најпрво Чаловски, добар ден. Јас Јана се држам по она дека ова отворено студио е шарено студио во кое што третираме најразлични теми, што од образование, што од културата, што од политиката, што од спортот, нели? Това е телевизија која што остава простор за спортот. Така како што кажа Јана, ќе имаме едно поинакво руво на ова студио 1, ќе почнеме со една поинаква практика, но тоа не значи дека ќе ги менуваме деновите кога се уредниците на денот, и денес уредник на денот е Сашо Ордановски, со кој што ќе се дружите некаде при вечерните часови. Оно што ние на почетокот со Јана ќе го третираме, тоа е прво најразличните реакции на социјалните мрежи, место каде што луѓето секако можат да ги искажат своите негодувања или своите пофалби и реакции за најразлични работи. Да, бидејќи факт е и токму во овој прв половина час, нели, можеби ќе стане практика во овој дел да ги инкорпорираме сите оние реакции, како што кажа и Чаловски, бидејќи Твитер заедницата, па и на Фејсбук најчесто може да се забележат различни коментари, и духовити и сериозни, бидејќи последниве години, нели, социјалните мрежи изедоа голем замав и важно е да се слушне ете што мислат граѓаните по однос на одредени теми. Јана, ќе се согласиш дека тоа е еден медиумски простор кој што им дава всушност можност на сите да реагираат со оглед на тоа што не секој може да допре до медиумите, па така граѓаните нели најлесно ги искажуваат своите мислења на социјалните мрежи и оттаму потикнуваат и теми, па и работа за нас медиумите. Апсолутно. Да, значи со тоа ќе започнеме во овој прв дел. Секако малку ќе подискутираме и за аерозагадувањето, нешто што дефинитивно во овој зимски период не може да се избегне. Иако мислевме дека можеби сепак оваа зима надлежните институции малку повеќе ќе вложат напори да се справат со овој проблем. Еве и од она што може да се забележи како реакција на социјалните мрежи, ама од оној што го дишаме реално, дефинитивно остануваме со овој проблем, така што ќе подискутираме и со снимки од дрон и со мерење реал тајм на ќе ги видиме сите оние бројки кои што какви се во моментов со оглед на тоа што за време на викендот барем како што е вообичаена пракса, би рекол, за градот Скопје во ноември, декември, тоа се месеците кога во Скопје буквално и тешко е да седиш, односно луксус е да седиш. Да. Понатаму, исто така, ќе имаме едно линковско вклучување на колешката Весна Вилкова Тодоровска, која што нели е во законодавниот дом, таа е нашиот редовен собраниски известувач, нешто што не може да го избегнеме во, што спомена Чаловски, шареноликоста, меѓутоа и тој политички момент. Има многу случувања во последниот период во собранието околу нацрт амандманите за уставните измени, таа ќе ни информира што се е најново од таму во овој прв дел. Повеќе потоа секако ќе следуваат и вестите на 1 ТВ. Да не забораваме дека денеска е меѓународниот ден на лицата со попреченост, така што во ова студио ќе имаме прилика да разговараме и со луѓето кои што директно ги посочуваат овие проблеми, но и решенијата кои што нели би требало да ги има. Понатаму секако да не го испуштиме оној забавен дел на 1 ТВ во ова инкорпорирано студио 1 кое што е во еден вид на инфотейнмент, забава и информации. Па потоа од 19 часот, како што реков, некаде околу 19 часот Сашо Ордановски разговара најпрво со првиот човек на Сдруженијето на новинари, Насер Селмани.
тема за тоа е секако изборите кои што следат во ова здружение на новинари за некои 2 недели. Ќе го видиме и човекот кој што често е остар со својот јазик, односно со својот пишан збор во колумните, Бранко Тричковски. Така. Да, вечерва е и лица на Анета Кочишки со ексклузивна можност да се види Марина Туцаковиќ. Да, и на крајот на денот, фактички на ова отворено студио, колегата Ордановски со разговор со пратеникот Хари Локвенец и Никола Дујовски, кој е декан на факултетот за безбедност, ќе обсервираат, односно ќе дискутираат и дебатираат по повод исто така она актуелна, односно аферата која што богами ја потреса деновиве македонската јавност за прислушувањата во македонските судови, па и јавното обвинителство. Но и Чаловски, само да напоменам, ќе заборававме, почитувани, она што ете мене претходно ми беше, ја имав можноста во отворените студија да разговараме со вас, односно да ги слушаме вашите мислења и ставови. Од околу 15 часот и 20 минути ќе ги отвориме телефонските линии на одредена тема, на која што секако ќе ги очекуваме вашите телефонски линии, бидејќи важно е што мислат граѓаните, нели? А баш сакав, Јана, онака да те најавам, да кажам. Јана веќе вака нема да гледате во таа 1 минута, бидејќи Јана ќе ви посвети повеќе минути со тоа што линиите ќе бидат отворени во студиото во различни термини и за различни теми, теми кои што секако вие граѓаните ќе можете да ги предлагате, а ние да ги третираме, или па всушност како што функционираат социјалните мрежи, еден тај ви остава простор да си го кажете и она што вас ве мачи или е ваш проблем, или имате солуција за било каков проблем, токму во ова студио да го соопштите вашиот став. Така, сега оно што го споменавме, ајде малку да им доближиме, односно оно што го издвоивме како реакции интересни на социјалните мрежи, особено на Твитер заедницата. Има не конкретно за една тема, него буквално може да се прочитаат секакви коментари. Понеделник е на луѓето им дозволуваме сега, нели, да им дадеме можност да и тие да се расфрлат со повеќе информации, со повеќе теми, зашто да не? Долга е неделата. Еве има еден твит за конкретно за аерозагадувањето, односно духовите, вика во Лисиче и аеродром навечер ти требаат стапче и лабрадор да стигнеш кај што си тргнал. Тоа е апропо сите оние реакции кои што кажавме дека ги има и тоа како во однос на аерозагадувањето и низа критики упатени до градските власти. Исто така има еден коментар во однос на не знам колку од гледачите се запознаени. Вчера жестока реакција предизвика во јавноста изјавата од собраниската говорница на министерот за надворешни работи Никола Димитров, упатена кон пратениците, меѓутоа многу го критикуваат дека ја навредил македонската јавност, дека сме биле искомплексирана нација. Па еве и еден критички твит, вели важно е да се напомене дека македонската искомплексирана нација дава 40.000 евра за школување на ќерката на Никола Димитров. Катица Ќулавкова, позната македонска личност, вели перверзија е, всушност може и овој аватар да всушност да го користи нејзиното име. Со оглед на тоа што јас не сум корисник на Твитер и не ми се познати сите овие профили, но вели како и да е, Катица Ќулавкова е подпишана, вели перверзија е да се гуши цела Македонија во отров, а они да ја украсуваат за нова година. Не заслужуваме. Да, имаше и некои информации исто така изминативе денови дека биле искршени едукативните табли во зоолошката градина тука во Скопје. И ова е една интересна тема која што можеби нашите екипи и новинари ќе се позанимаваат дали е точна, меѓутоа се еден твит исто така има низа на критики, односно вели искршени едукативните табли во зоолошката градина во Скопје. Животните се всушност од другата страна на оградата. Ова е упатено најверојатно до нас граѓаните затоа што навистина не гледам потреба од тоа Чаловски, но добро. Мислам дека и ова е твит кој што е интересен да се одвои за јавноста,
кој што вели дечково продава икона, а 500 души му пишале амин. Абе ваков народ да немаше, ке требаше да се измисли. Да, како што кажавме, има многу различни реакции на многу различни теми, овие неколку ви ги издвоивме и дали сега Чаловски најверојатно ќе треба да ја вклучиме, доколку ја имаме веќе на линк, да, ја имаме, како што најавивме, колешката Весна Велкова-Тодоровска од Законодавниот дом. Весна, добар ден. Доколку се слушаме, јас би те запрашала што во моментов се случува таму во собранието. Ако се земе во обзир дека нели имаше, односно се уште трае дебатата за нацрт амандманите, меѓутоа беше и најавена средба на комисиското тело за помирување. Па како е моментално таму и кои се твоите најнови информации? Значи, во моментов овде народните избраници се на она редовна пауза за ручек од 14 до 15 часот. Инаку од Сабајле од 11 часот и 30 минути вредно работеа, го изгласа третиот амандман, оној амандман кој ние новинарите го нарекуваме дека за неповредливост, односно гаранција за границите, или како што стои во пишаниот текст на амандманот, се однесува на гаранциите на сувереноста, територијалниот интегритет на соседите, а те стои дека Републиката ќе го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Значи, овој амандман пратениците го изгласаа со 64 гласови за, 14 против, само 2 воздржани, и тоа воздржани беа дел од независните пратеници, другите не беа присутни овде на седницата. Значи, воздржано гласа Емилија Александрова и Владанка Вировиќ, како што и при тоа најавија, тие нема да гласаат за амандманите во оваа фаза, каде што се потребни 61 глас. Во секој случај овде во моментов почна расправата за четвртиот амандман. Четвртиот амандман се однесува на иселениците, но и заштитата на културниот идентитет и зацврстување на идентитетот на нас македонците. Значи, да ги слушаме пред тоа изјавите на тројца пратеници кои се расправа, ја беа дел од расправата за третиот амандман. Велите, ние им гарантираме на нашите јужни соседи. Не е точно дека ние им гарантираме. Меѓусебно заедно гарантираме за нешто што е многу битно и што го пишува во амандманов. Ние гарантираме границата со Грција да стане трајна и неповредлива меѓународна граница. Тоа е исклучително битно затоа што кога ќе видите зошто Македонија ја добива најголемата поддршка денеска во регионот и сите кажуваат под А дека Македонија е позитивната приказна денеска во овој регион, и второ дека единствена земја околу која што се имаат обединети сите, повторам, сите земји членки на Европската унија, е затоа што Македонија, внимавајте, единствена во регионот има решено многу важно прашање, а тоа е нејзината граница. Внимавајте, единствена земја која што е границата има решено со билатерални договори со своите земји, соседи, и единствена земја која што има направено демаркацијата. Ова влада е неспособна, затоа го менува уставот, бидејќи не да ништо да работи. Второ, ова влада сака да си покрие незиниот срам преку нас пратениците, бидејќи ние треба да притиснеме за промена на уставот. Трето, ова влада не го почитува мислењето на граѓаните, пораката кој што јасно им искажа, им ја испостави на референдум. Бројките можете дутре да си кажваме. И трета, тоа е последна работа. Немаме мандат тоа да го правиме, луѓе. Немаме мандат како пратеници, никој не ни го дал овој мандат да гласаме за промена на устав. На кое предизборие вие рековте дека мените уставот? Доколку оваа влада сакаше да остане на власт по секоја цена и да се одржи, ќе си седеше како и претходната власт на ВМРО-ДПМН, вкопана во собствените ровови, без да интересира перспективата на македонските граѓани и интересот на државата. Говорите за тоа што пишувало во медиумите во Грција.
Не треба да го гледате тоа. Гледајте како се однесува грчката опозиција. Гледајте колку е пожестока реакцијата на грчката опозиција ако направите споредба со она што се случува во Република Македонија. Ако толку е добар договорот и ако Грција е во привилегирана состојба, односно е неравноправен овој договор, тогаш зошто има протести од страна на грчката опозиција? Тоа не можам да го разберам. Така, Весна, доколку се слушаме во изминатиот месец, може би повеќе актуелно прашање, едно од оние кои што секако е во интерес на јавноста и поради кое што има многу реакции, тоа е оној процес на помирувањето и што сушно значи целиот тој процес, па оттаму бидејќи во собранието, активностите се најразлични, ако има пленарна седница, најчесто таму се пратениците, но се одвиваат повеќе работи во исто време. Дали денеска се состана телото задолжено за помирувањето? Значи, овде во собранието паралелно со уставните измени течат и оние процеси кои произлегоа од телото за помирување. Значи, веќе заседаваше онаа подгрупа, подтело за интеграции, оттаму потоа по нивниот состанок, кој траеше нешто повеќе од 1 час, Јован Митревски, кој председава со ова тело, даде изјава. Тој рече дека најмногу зборувале за текот на уставните промени и што следува се до оној третиот дел од овој процес, кој треба да се одржи никаде помеѓу 15 и 30 јануари. Во својата изјава Митревски рече дека било договорено јавната расправа да се одржува во неколку градови, таа да не се одржува само во Скопје. Овие градови се Битола, Штип, Тетово, во неа освен експерти и професори да учествува и сите можат да учествуваат и сите оние кои ќе покажат некаков интерес да се дел од оваа јавна расправа. Но што уште кажа да го слушнеме Митревски овде? Разговаравме за досегашниот тек на дебатата, на комисиската расправа, на пленарната седница. Очекуваме дека денес ќе заврши расправата и за третиот и четвртиот амандман и дека денес ќе бидат изгласани третиот и четвртиот амандман. Имаше представник на владата и разговаравме за идниот тек со посебен осврт на јавната расправа, затоа што таа ни е многу битна на сите пратеници. Разговаравме дека јавната расправа, освен во Скопје, во Ману или на некој од универзитетите во Скопје, треба да се одржи во други градови во Република Македонија и најверојатно така ќе биде. Значи ги разговаравме универзитетските центри прелиминарно, како Битола, Штип, Тетово, така натака, со нормално вклучување на целата експертска јавност, професорите по уставно право, другите професори, организациите и секој оној кој што сака да присуствува и да даде свој придонес во овој процес. Да, инаку во моментов заседава втората подгрупа од телото за помирување, телото за реформи. Инаку најверојатно прогнозите се дека некаде уставните измени, односно четвртиот амандман, те се гласа околу 17 часот. Студио. Весна, ние ти благодариме секако за овие твои информации, односно исцрпниот извештај во моментов во живо од законодавниот дом. Секако ти остануваш на терен, еве и конкретно внатре во собранието на Република Македонија, па и подоцна те очекуваме со нови информации како поминала дебатата по однос на четвртиот нацрт амандман и дали имало гласање. За сега ти благодариме. Така, освен оваа тема која што е во фокусот, всушност собранието секогаш е во фокусот во Македонија. Да, има уште една тема која што се провлекува, можеби се третира на најразлични начини, па никако да дојдеме до она решение кое што на крај треба да го имаме, а тоа е чисто Скопје. Да, многу се зборува, малку се прави. Да. Веројатно се прави, ама и оно што се прави, па не е видливо за голо око. Така. Ке ја замолам режијата доколку ги имаме оние снимки на еден ТВ кои што ги најавувавме во текот на минатата недела, да видиме какви се бројките во моментов. Ова е
општина Аеродром. Во Аеродром во моментов, да, како што може да се забележи, воздухот, па не би рекол дека е луксус, меѓутоа да, загаден е воздухот, 50 од 100 покажува дека е над границата на дозволеното и плюс овие штетните PM10 честички се на незавидно ниво. Следна општина која што ја имаме е општината Ѓорче Петров, така. И во Ѓорче Петров мерните станици покажуваат загаденост над дозволеното, со тоа што самиот квалитет на воздухот се оценува на 79 од можни 100 единици и оние оние честици PM10 107 се сепак многу над дозволените 40, тоа е границата, тоа е бројката. И следна општина која што имаме е Центар, ако не се лажам. Така, во општина Центар исто може да се забележи дека загадувањето е на незавидно ниво. Меѓутоа, не е само ова проблем. Проблем е што во текот на ноќта, но и за време на викендот, мерните станици за PM10 честичките покажа на некои места и над 300 микрограми на метар кубен, што и не е изненадување за Скопје, ако се знае дека најчесто се реагира за тоа, така што Карпош, Бутел, Ректорат, Центар и Миладиновци се местата каде што има така, барем така покажуваат мерните станици, а во Лисиче и Газибава се уште не работат истите тие станици. Меѓутоа, оно што е иронично е што не можат да се активираат оние мерки се додека 2 дена поред не видат. Да. И за тоа, односно и конкретно за работењето, во случајов неработењето на мерните станици, треба надлежните институции да дадат соодветни одговори, бидејќи постојано граѓаните апелираат. Меѓутоа, еве, за сега нема. Скопје останува загадено, а и поголемиот број од градовите низ земјава, и она што го споменавме со Чаловски, за сега мерки за заштита нема, има само некои одредени препораки, па останува да видиме, нели, што се ќе се превземе во врска со прочистување на воздухот во овој период. А оние препораки велат да не се излегува без потреба, да се користи јавен превоз, да се намали употребата на сопствени возила и да не се користи прегорено отпадно масло за затоплување. Тоа се само едни од мерките, а во контекст на ова, иако се слични, но не исти теми, има моменти кога ќе шарате низ социјалните мрежи, па ќе ви излезе некоја информација која што ви делува фрампантно. Па така ова информација ја изделуваме, ја нагласуваме, бидејќи е алармантна на глобално ниво. Ќе ми дозволите, вели, последните 44 години човештвото достигна нешто што претходно никогаш го нема достигнато, а тоа е масовно уништување на животните. И она главно прашање, кој е најголемиот причинител? Токму така, од земјата од 1970 година до 2014 имаат исчезнато, односно има надолен пад на бројката на животни, на цицачи, птици, риби, рептили, наречиси 60%. А најголем причинител за тоа е токму човекот. Ова информација доаѓа од извештај од Living Planet 2018. Ова извештај се издава, односно се објавува на секои 2 години, а ги третира, односно екосистемите, потоа оној напад врз природните ресурси. И така, освен ова со животните, извештајот покажува дека 20% од Амазон има исчезнато последните 50 години. На глобално ниво, од 2000 до 2013 година, површината на минимално загрозени шуми е намалена за 92 милиони хектари. Од сите видови кои исчезнале од 1500 година, 75
10% биле последици на прекумерна експлоатација или земјоделство. Зборуваме за живиот свет, освен животните и растенијата. И се вели дека само 25% од земјиштето на земјата е суштински отслободено од влијанието на човекот, односно за потребите на човекот, а до 2050 година се предвидува да се намали на само 10%. Ова се алармантни бројки кои што на некому можеби би му звучело од типот на што ми е мене гајле, тоа се случува во светот, меѓутоа се е поврзано. Така, загрижувачки бројки, еве конкретно ја поврзавме оваа тема со аерозагадувањето и полека, сигурно ќе го заокружиме овој прв дел, овој прв блок од отвореното студио 1. Колешката Елена Џугуманова веќе ја гледаме на својата позиција, подготвена за вестите кои што следуваат. Секако, Елена, кои се оние можеби најнови и најважни информации кои што еве ова предпладне е ставен фокусот, односно ќе го почнаа да го одбележуваат денот, ако може така да се каже? Освен оние теми кои што ги обработивте вие во почетокот на денешното отворено студио 1, секако поврзани со собранието, ја слушнавме колешката Весна Велкова, сепак во продолжение ќе зборуваме и за собранието, но ќе го ставиме акцентот во овие вести на двата предмети, односно двете рочишта за двата предмети кои што се одвиваат денеска во Кривичниот суд во Скопје. Таму е колегата Игор Стефановски, кој што ќе не извести во живо што се случува до овие моменти на судењето за 27 април за крвавите собраниски инциденти. Интересно сведоштво имало на еден од обвинетите, Стефан Младеновски. Тој директно посочува вина кај дел од кај другите обвинети. Секако ќе зборуваме и за онаа кавга меѓу еден од обвинетите и обвинителката Фатиме Фетаи на рочиштето на Титаник 2 за изборните нерегуларности. И секако деталната информација ќе ја погледнеме за 5 темина кои што добија 30-дневен притвор од вкупно 13 лица кои што се осомничени за инцидентите пред казино во Тетово, меѓутоа престрелката во Тетово. Повторно ќе зборуваме за она што се случува во овие моменти во собранието и секако тука се вестите од светот. Колешката Ивана Салтировска ќе ни долови што се случува во овие моменти во Париз по бурните протести кои што се чини го запалија градот и инцидентите кои што дојдоа по протестите и за време на протестите на жолти телеци. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрeciјата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С.